Почитувани, во изминатиот период на јавноста ја презентиравме вистината за природбата на Никола Груевски. Таа вистина нема да ја најдете во скапите и лажни спотови платени со народни пари. Вистината ја нема во манипулативните и полни со шпекулации, напади и полни со омраза изјави на портокаловите преродбеници. Но затоа болната и тешка вистина за 4 години на Никола Груевски има во домовите на преку 31% сиромашни граѓани. Има во блокираните и ликвидирани фирми, во празните и напуштени слободни економски зони, во распаднатите болници, кај стечајците, невработените, земјоделците, лозарите, бранителите. Болната и тешка вистина има во домовите на граѓаните кои немаат пари своето болно дете да го донесат на лекување до Скопје, кои живеат по неколку месеци со исклучена струја, на кои секојдневно од извршителите им се одзима стан, куќа, нива, кола, трактор. Вистината е дека Никола Груевски не ги исполни ветувањата со кои дојде на власт во 2006 година. Никола Груевски ја изневери довербата на граѓаните. Никола Груевски не ги оствари проектите од портокаловата преродба од 2006 па надградена во 2008 година. Затоа и со факти денес ќе ви потврдиме дека Груевски и неговиот тим не остваруваат. Конкретната потврда за тоа дојде и од самата влада. Ова овде е документот изготвен во кабинетот на Никола Груевски, кој го потврдува сето она што постојано го говори Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ова е документот со кој самиот Никола Груевски потврдува дека не ја остварува портокаловата преродба. Во овој документ се наведени сите проекти кои се ветени, а не остварени, и тоа по области. Конкретно, Никола Груевски и неговата влада ветила, а не остварила, замислете, дури 257 проекти и ветувања. Најмногу од нив, речиси половина, или точно 116 проекти не се остварени во економијата. Во делот на поквалитетниот живот, културата, младите и екологијата, цели 74 ветувања се лажни. Во областа на реформите на судството, борбата против криминалот и корупцијата, Груевски не остварил 21 ветување, а во здравството 18 проекти останале само лажни ветувања на хартии, како што е само едниот проект реконструкција на 41 јавна здравствена установа. И тоа не е крајот. Списокот на неостварени ветувања е подолг и поширок. Едноставно нема крај. Никола Груевски влезе во 5-та година од своето владење, а дури 54 огромни ветувања и проекти, кои тој ги ветил на изборите во 2006-та, или не се започнати, или се неодредено пролонгирани. Значи, огромните ветувања пред се економски, или немаат абер, или се далеко од остварување. Конечно се поставуваат логичните прашања. Работи ли воопшто нешто Никола Груевски со неговиот портокалов тим? Зашто ги трошат народните 10 милиарди евра досега во овие 4 години владење, кога не ги остваруваат проектите? Како после овие факти Никола Груевски ќе им погледне во очи на граѓаните?